Примирието меѓу Соединетите Американски држави и Иран е продолжено. Американскиот претседател Доналд Трамп им дал краток рок од 3 до 5 дена на иранските власти да се усогласат и да излезат со конкретен одговор за мировен договор. Во спротивно, продолженото примирие ќе биде прекинато. Во Вашингтон владее уверување дека внатрешните поделби во Техеран се главната пречка за договор. Воените структури предводени од револуционерната гарда се во судир со цивилните преговарачи, додека врховниот лидер речиси воопшто не комуницира со јавноста. Од Белата куќа потврдија дека е откажано патувањето на потпредседателот J.D. Венс, кој требаше да ги предводи разговорите во Исламабад. Побарано е да го одложиме нашиот напад врз Иран, се додека нивните лидери и представници не излезат со заеднички предлог. Затоа и наредив на нашата војска да ја продолжи блокадата и да остане подготвена. Со тоа ќе го продолжам и примирието, се додека не биде доставен нивниот предлог и разговорите не завршат. Техеран соопшти дека се уште нема конечна одлука за учество во преговорите со Соединетите Американски држави и ја нарече блокадата чин на војна. Велат нова рунда разговори е можна само ако Вашингтон ја прекине блокадата на Ормудскиот теснец. Не е донесена конечна одлука. Причината е јасна. Се соочуваме со контрадикторни пораки и неприфатливи действија од американскиот колега. Агресијата кон поморскиот превоз и трговија е опасно кршење. Ова се примери за пиратство и државен тероризам. Одлуката за продолженото примирие ја поздравија Пакистан, Обединетите нации и Меѓународната агенција за атомска енергија. Искрено му се заблагодарувам на Трамп за прифаќање на нашето барање, што ќе овозможи тековните дипломатски напори да го продолжат својот тек. Европската унија најави нови санкции против Иран поради попречување на пловидбата по теснецот, а Британија и Франција во Лондон со воени планери од над 30 земји бараат решение за повторно отворање на Ормудскиот теснец.